Сега ќе збориме за активноста на ензимот рубиско. Сега не знам дали ова е ново видео или е продолжение на некој си видео, така да здраво и добро дојавте. И да почнеме. Значи ензимот рубиско, сега ги бележав така со различна боја, е прв и најважен ензим во редуцискиот циклус преку кој се одредува всушност и активноста, односно брзината на целиот фотосинтетски процес, која зависи како што реков неговата активност. Сега колку е активен всушност е контролирано од различни процеси. Првично е активацијата на самиот ензим, каде што важно е, значи првично е активација, која е зависна од CO2 и е зависна од магнезиум 2 плюс иони. Сега, ова CO2 не е за карбоксилација. Значи, ова не е CO2 кој го врзува рубиско заедно со рибулозен 5-бифосфат за да направи 3-фосфоглицеринска киселина. Него ова CO2 е за активација на ензимот. Сега може да се активира со тоа или пак може да се активира на начин кој ќе разгледаме всушност со друг ензим. Значи друг ензим го активира рубиско кој се нарекува рубиско активаза. Значи ензим кој го активира рубиско и исто така овој ензим може да биде инхибиран од страна на различни соединенија, значи постои многу инхибитори, но ние ќе спомнеме карбокси арабинитол 1 фосфат. Сега првично ќе спомнеме некои општи карактеристики за рубиско, значи овде ќе имаме некои си 3D репрезентации со алфа хеликси, бета плочи, како би изгледал ензимот. Значи тоа е многу сложена молекула. Значи секогаш мора да запамтите дека сите овие протеини, односно ензими за кои збориме, се имаат многу сложени тридимензионални структури кои се уште се проучуваат. Едноставно не можеме да развиеме доволно добри компјутерски алгоритми да ги симулираат сите модели, дека имаат многу сложена тридимензионална структура. И ова е представено повторно шематски, не е на хемиски начин. Сега, тој ензим, односно протеин е најзастапен во целиот свет. Значи, во сите растенија, всушност представува 50% од сите протеини кои се наоѓаат во растението е всушност рубиско. Така, сега, овој ензим всушност се состои од мали и од големи субединици, значи small и large. И тоа 8 мали и 8 големи субединици. Сега интересно што ако ја направиме например клетката, вака ја направиме на растителна клетка, и сега нормално си имаме јадро и имаме хлоропласти. Така, и сега внатре од двете има генетски материјал. Тука има генетски материјал и тука има генетски материјал. Во нуклеарните гени се наоѓаат всушност ген се наоѓа, например некоја си локација се наоѓа ген кој е RBS ген кој кодира за малите субединици. Значи он кодира за правење на протеини, односно за малите субединици од овој протеин. И интересно е што овој ген е контролиран од страна на светлина. Значи колку светлина има, толку ќе прави овој протеин субединици за рубиско ензимот. Сега не дека директно е контролиран од светлина, него има светлина тудира еден протеин, па тој протеин преку каскада низа реакции активира други, на крај се активираат транскрипцијски фактори. И тие транскрипцијски фактори на крај го прават овој рубиско С протеин, односно RBSS с малите субединици. Сега, добро, тоа е така, но интересно е што гените кои се за големите субединици се наоѓаат на ген кој се наоѓа во хлоропластите. Значи тука имаме RBSL за големите субединици. Сега, ова е многу интересна работа поради тоа што се прават два различни протеини на две различни места во клетка, значи едното во хлоропластите, другото во нуклеарниот апарат, така што на крај се приспојуваат, например овоја кој е субединицата, ова кој е L субединицата, се приспојуваат да направат заедно некој си протеин. Така, значи не е од едно место, него различни протеини од различни компартмани доаѓаат заедно да се организираат и ова е нормално контролирано од страна на шаперони кои се пак други протеини кои контролираат правилно спојување на овие протеини. Шаперонини, односно хаперонини, односно шаперонс, таму потекнува на придружник. Хаперони, односно шаперони се
протеини придружници кои им помагаат на другите протеини да се организираат како што треба да се организираат. И на крај ќе се направи овој холоензимски комплекс S8L8, односно целиот рубиско протеин. Така, односно рубиско ензим, како што е во дека на сликата. Сега, ако ензимот, си го замислиме како, ќе го земеме како едно топче. Во центарот некаде на ензимот, значи ова е целиот ензим, се наоѓа активниот центар, каде што ќе се вршат сите овие карбоксилации, оксигеназна активност на ензимот, но додека е неактивен, активниот центар е место каде што се врзуваат различни активатори или различни инхибитори. Така, значи ИНХ или АКТ. Додека е неактивен, значи ензимот, се врзуваат инхибитори и активатори, а кога е активен се врзува јаглерод диоксид или кислород заедно со рибулоза 1,5-бифосфат. Така, значи овие се врзуваат кога е неактивен, кога е неактивен, а кога е активен, ќе бележиме овдека со друга боја, кога е активен ензимот, се врзува или CO2, што води кон фотосинтеза, или се врзува кислород, што води кон фотореспирација. Така. Сега ќе збориме за едни од активаторите, значи ако се вратиме овдека на почетокот, кај што зборевме, еден од активаторите беше CO2 заедно со магнезиум, така, но не беше за карбоксилација. Сега, првиот од активаторите, да речеме дека е CO2 и магнезиум. И како работи ова? Всушност CO2 се врзува, значи CO2 се врзува заедно со лизинот, значи плюс лизин. Лизин е всушност аминокиселина која се наоѓа во полипептидните ланци. Така дека ова е протеин всушност изграден од полипептидни ланци. Така дека е тоа портокаловиот центар што го направив. Ама ова се дека има полипептидни ланци, некаде има лизин. И па CO2 се врзува со лизинот, некаде од полипептидните ланци, и гради соединение кое се нарекува карбамат. Така, карбамилација. Значи тоа се врзува и прави карбамат. Така да го забележам тука. Карбамат. И кога ќе се направи карбамат, магнезиум се врзува на тој карбамат и ензимот се активира. Значи, првиот начин на активација е со CO2, кој се врзува на лизин, прави карбамат и магнезиум се врзува за тој карбамат и се активира ензимот. А другиот начин на активација, рековме дека е со рубиско активаза. Што е друг ензим? Така, значи друг ензим кој го активира рубиско, кој се нарекува рубиско активаза, кој му е потребен АТП. Така, потребен му е АТП, зашто рубиско активаза треба да е фосфорилирана и кога активазата е фосфорилирана, тогаш таа го активира рубиско. Значи имаме рубиско активаза која треба да биде фосфорилирана со цел да го активира рубиско. Сега па интересно е како е всушност инхибиран. Значи овие се двата начина како е активиран, а инхибиран е всушност може да биде инхибиран од самите шекери кои се создаваат, дека ќе се направат, ако рубиско работи, така ќе се создава, ќе се зголеми концентрацијата на шекери. Пентози, триози, хексози и така натаму, например ксилози, рибулози и други. Што се зголемува концентрацијата на шекери, така се инхибира ензимот. Веќе шекерите се врзуваат на место каде што треба да се врзе рибулоза 1,5-бифосфат, односно рибоза 1,5-бифосфат. Така што тоа е еден начин на повратна јамка, значи се активира, значи имаме се активира ензимот, се одвива фотосинтеза, се зголемува концентрација на шекери и потоа самото зголемување концентрација на шекери го инхибира ензимот, сега ензимот не работи и концентрацијата на шекери паѓа. Чим паѓа концентрацијата на шекери, повторно се активира и повторно се врти тој циклус. Така да тоа е една повратна јамка, механизам на саморегулација, но и постојат некои шекери кои не се дел од циклусот, како што го спомнавме тој претходно 2 карбоксиарабинитол и 1 фосфат, кој буквално се врзува на местото, сега замислите се како тој шекер, ќе се врза на местото
И сега не може да се врзуваат другите шекери. Така рубиско не може да се рибулоза М5 бифосфат не може да се врзе и рубиско не може да се врши работа. Зошто? Зашто овој шекер се врзал таму, а овој не прави ништо. И тоа е главно начин на кој е контролирана активноста на рубиско, но сега ќе видиме некои ензими кои се контролирани од фередоксин и тиоредоксин системот на контрола. Сега постојат и други ензими кои се клучни за редукцијскиот циклус, како глицералдехид 3-фосфатна дехидрогеназа, фруктоза N6 бифосфатаза, хептулоза N7 бифосфатаза и рибулоза 5-фосфатна киназа. Сега, сите овие 4 ензими, не ги запишав имињата, веќе нема потреба сега кој ги учи тие на памет. Него сите овие 4 ензими се контролирани како и рубиско, значи од страна на магнезиум, сопстено не се контролирани од јаглевиот диоксид, од страна на магнезиум и од pH на средината. Но исто така се контролирани и од светлина. Сега, освен тоа, постои друг начин на регулација кај овие 4 ензими, нормално кај некои други ензими, а тоа е преку контрола на други протеини. Така, значи по контрола на фередоксин и тиоредоксин. И овие се исто така протеини, значи феоредоксин и фередоксин и тиоредоксин. Сега зашто и овие се протеини, имаат нормално аминокиселини и аминокиселините кај тиоредоксинот, односно метионинот, аминокиселината, има сулфури кои во редуцирана, градат дисулфидни мостови, помагнидив, и во редуцирана состојба имаат водороди овдека. И така пренесуваат електрони. Сега ќе нацртаме на шема како всушност овие феоредоксин и тиоредоксин, редуктаза комплекс, ги предава електроните и протоните на овие 4 ензими, кои треба да се активираат или да се редуцираат. Односно да се активираат или да не се активираат, односно да се редуцираат или оксидираат. Ева, ќе зумираме тука вака. И сега ќе направиме една шема. Правиме тука вака два круга. Овие нека бидат феоредоксин. Сега ќе видиме како феоредоксин. Тука ќе направиме, овие се тиоредоксин. И овдека на крај ќе го имаме ензимот кој овој ензим е еден од тие 4, така, тие 4 кои ги набројав и ќе обележиме со Е. Сега да речеме дека имаш овдека оксидиран феоредоксин. Оксидираниот феоредоксин всушност под дејство на светлина преминува во преминува во редуциран феоредоксин. Сега за да се врати во оксидиран, така, губи електрон. Сега тој електрон всушност се предава, дека тиоредоксинот оксидиран, се предава и се добива тиоредоксин, редуциран. Така, значи електронот, или кој се придобил од некоја друга субстанца под дејство на светлина, се пренесува да овој станува редуциран. Тој за да повторно се оксидира, електронот го префрла на овој, на тиоредоксин и го редуцира. Така, сега, овој тиоредоксин редуцираниот може на оксидираниот ензим всушност да го направи да биде редуциран. Со тоа што редуцираниот тиоредоксин, за да се врати во оксидиран тиоредоксин, оксидираниот ензим ќе го направи во редуциран ензим. Повторно тој истиот електрон си патува вака. Така. И овдека, например, ензимот, ако дека бил оксидиран, имал сулфури кои правиле дисулфидни мостови, а овдека исто има сулфури, ама сега тие сулфури се врзани со водород. Повторно има дисулфиден мост. Усори, кога е врзан вака не може да направи дисулфиден мост, така да се менува конформацијата на протеинот. Например, кога бил оксидиран овој ензим, имал вакви дисулфидни мостови помеѓу сулфурите на дадените аминокиселини. Сега кога е редуциран, се врзува сулфурот со водород,
не може да се образуваат тие дисулфидни мостови и поради тоа се менува структурата на самиот ензим. И сега, за да може тој да се врати назад, водородите треба да ги пренесе на кислород, значи имаме една половина од насцеден кислород и ќе се добие H2O. И ова се врши под дејство на друг ензим. Така, тука има друг ензим. Исто само тука е еден главен ензим што спомнеме за крај, овдека. При овој процес има ензим кој е всушност феоредоксин, односно фередоксин, тиоредоксин, редуктаза. Значи фередоксин, тиоредоксин, редуктаза. Е ензимот кој овозможува редуцираниот фередоксин да премине во оксидиран фередоксин, а оксидираниот тиоредоксин да премине во редуциран тиоредоксин. Сега и тука има нека компликации, но нема да навлегуваме. Например, постојат различни форми на тиоредоксин, постојат F форма, M форма, постои H форма и така натаму и така. Значи постојат изоформи на овие ензими и така натаму. И тоа е многу, тоа е докторски студии, сега ние не идеме до таму.